Добродојдовте во емисијата Анализа на неделата на YouTube каналот на М телевизија. Јас сум Емилија Гелева, а денес ќе се фокусираме на албанско-бугарската соработка како дел од планот за поделба на Македонија меѓу нив, во кој ДУИ очигледно има главна улога. Иако тоа е албанско-бугарски повеќегодишен сон, сепак не треба да се заборава дека таквата соработка е само дел од планот на глобалистичките атлантисти за бришење на државата Македонија од мапата на светот. Поради секојдневниот трескавичен наплив на нови мафијашки, коруптивни и криминални скандали од криминогените партии на власт ДУИ и СДС, јавноста, посебно македонскиот народ, до таа мера е атакуван, што веќе не реагира дури ни на обелоденување на важни за него настани. Се однесува како да има синдром на заслепен зајак, односно е парализиран како зајак кој ненадејно во ноќта е осветлен од фаровите на автомобил кој со незапирлива брзина доаѓа кон него. И наместо да избега, зајакот се парализира и останува прегазен на патот. Во оваа смисла, изјавата на Павле Трајанов дека така наречениот француски предлог, во кој за почеток на преговорите со Македонија е даден дополнителен услов од Европската Унија за ставање на шака бугари во македонскиот устав, е пишуван во мала речица од страна на ДУИ и бугарски представници и не бил никаков предлог на Париз, како што ни беше претходно представено. Вакво скандалозно тврдење на еден добро информиран политичар во секоја нормална земја би предизвикало бурни верижни реакции. Но бидејќи со ДУИ и безгласната буква СДС како чинители на крајно криминогенната и корумпирана влада, Македонија е се само не нормална држава, за ваква скандалозна работа во Македонија има целосен молк. Исклучок е соопштението за јавноста на партијата Единствена Македонија, во кое се бара расветлување на таквиот комплот меѓу ДУИ и Бугарија против Македонија, а тоа треба да го направат соодветните служби и државни органи и институции. Со тоа што од ДУИ нема никаков демант на тврдењето на Павле Трајанов, значи дека е точно дека ДУИ работела против Македонија и македонците на сметка на Бугарија, а нема ниту демант од Македонското министерство за надборешни работи и владата. Дополнително, нема никаква реакција ниту од фигурата Стево Пендаровски, кој прво рече дека тој немал поим за францускиот предлог, за пократко време да се пофали дека токму тој го составувал заедно со францускиот председател Макрон овој така наречен француски предлог за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Иако е сосема ненормално еден председател да работи против сопствената држава и народ, отежнувајќи го патот кон Европската Унија и уште да се фали со таквата своја активност. И уште, со францускиот предлог и двата протокола кои се дел од него, да ги прифати сите услови на Бугарија да станат и услови на Европската Унија во прв ред спорните историски прашања. Од тука, кој всушност го пишувал фамозниот француски предлог? Судејќи по се, сите од погоре спомнатите го пишувале исто толку колку што Љубомир Фрчковски на времето го пишувал така наречениот рамковен договор, за кој подоцна се објави дека американците му го дале текстот за тој да го спроведе во дело. Како што е случај и со Преспанскиот договор, а најверојатно и со бугарскиот. Американците, впрочем, цел демократски устав им имаат треснато на маса на јапонците по фрлањето на атомските бомби врз Хирошима и Нагасаки, велејќи им: ова ви е вашиот демократски устав, та за ситни договори ич муабет да не правиме. Што се однесува до французите, би било смешно француските служби да не знаеле дека некој од мала речица му подметнува предлог текст на нивниот председател Макрон.
Јасно е дека Соединетите Американски држави и Европската Унија се координираат околу такви рамки и текстови, а локалните поданици спроведуваат. Минорната антимакедонска партија Социјалдемократски сојуз толку никој не ја есапи, оти е толку многу предавничка и неспособна, што дури невалканите работи не ги даваат на извршување. Се наметнува и прашањето исто така, што работат разузнавачките и други надлежни македонски служби и како може да се дозволи бугарски чиновници и дуи да се состануваат во Мала Речица и да договараат спроведување на ваков документ кој е против македонците и всушност против зачленувањето на Македонија во Европската Унија. Во оваа смисла интересна е изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Во интервју од јули 2023 година за онлайн весникот Република на англиски јазик, во кое вели дека раководството на ДУИ прави историска грешка со влегувањето во пакт со Бугарија, со кој го предаде македонскиот народ, па додава: практично го гледаат интересот на Албанија, влегоа во коалиција и пакт со Бугарија и бугарите и ги продадоа интересите на македонскиот народ и нивните сограѓани во Македонија и со тоа оставија трајна рана во нашата колективна меморија и нема да го заборавиме тоа, изјавува Мицковски. Сега е појасно зошто Мицковски толку цврсто застана против бугарскиот диктат за влез на Македонија во Европската Унија, но би додале и против подлото однесување на ДУИ, кои всушност се свесни дека работат и одработуваат против членство на Македонија во Европската Унија. Со ваквите активности на ДУИ се потврдуваат неофицијалните информации уште од пред 3 години од високи дипломатски кругови во Брисел за некаков антимакедонски договор меѓу Албанија и Бугарија, се разбира на сметка на Македонија. Албанско-бугарската соработка датира уште од пред 100 години, но овде ќе споменам дека Албанија и Бугарија уште во 1947 година подпишале така наречен договор во кој децидно се прецизира дека, цитирам, доколку една од подписничките на договорот биде нападната од трета земја, тогаш другата подписничка ќе и пружи на нападнатата страна итна, воена и секаква друга помош со сите расположливи средства без претходна најава. Овој договор е се уште во сила и се уште е важечки. Затоа сега нема што да се чудиме зошто Албанија го прекрсти македонското во бугарско малцинство таму или зошто еден албанец од Македонија се расшетуваше де во Софија, де во Атина, за да ни го смени името македонско, а и сега како министер за надворешни работи повеќе се залага за бугарските барања отколку за заштита на македонските интереси. Во контекст на македонското малцинство во Албанија, на барање на Бугарија, поточно тогашниот председател Бојко Борисов, албанскиот парламент на 12 октомври 2017 година одобри некои амандмани на законот за заштита на малцинствата, според кои Албанија официјално ја призна бугарската заедница. Официјалниот став на Тирана дотогаш беше дека нема бугари во Албанија. Признавањето на постоење бугари во Албанија и даде поттик на бугарската пропаганда и напорите на Бугарија да ја асимилира македонската заедница во Албанија. Ова не е ништо ново. Обидите на Бугарија да дели бугарски пасоши на македонците од македонските села, од пограничниот дел на Албанија со Македонија се присутни со години. Во областа Голо брдо, бугарски мисионери се присутни и по основните училишта, каде делат книги на бугарски јазик, организираат некакви празнувања со македонците, убедувајќи ги за нивната заблуда дека се македонци. Во тоа убедување најсилниот аргумент им е бугарскиот пасош, како документ од земја членка на Европската Унија и со делење стипендии на основците и средношколците за продолжување на нивното образование во мајка Бугарија.
Обидите на Бугарија за асимилација на македонското малцинство во Албанија продолжуваат без никакви рестриктивни мерки од страна на албанските власти. Таа борба е оставена само на македонските здруженија и на партијата на македонците во Албанија. Агресивноста и финансиската моќ со која настапуваат бугарските мисионери во овие краишта воопшто не е за занемарување. Молкот на македонската држава на ваквата отворена асимилаторска политика на Бугарија е тоа што изненадува. Ама ако се земат предвид политиките преземени од страна на Македонија, со подписот ставен на Преспанскиот договор и на договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, ова што се случува во Албанија и не изненадува. Македонија со тие подписи едноставно се обврза да молчи што и да се случува во однос на почитувањето на основните човекови права на македонците во Бугарија и Грција. Во Албанија со закон е признато постоењето на македонското малцинство. Тоа е она што најмногу ја боли Бугарија, а веројатно и Грција. Па затоа на маса е тајната дипломатија и можниот поинаков развој на балканските асимилациони амбиции. Спроведувањето на планот за укинување на Македонија по нејзиното осамостојување во 1991 година почна со привремената спогодба со Грција, со наметнувањето на акронимот ФИРОМ како божем привремена референца и така натака. Веќе кажав и во мојата претходна анализа за М-телевизија за улогата на Џорџ Сорос како англо-американски агент за демонтирање на Македонија, почнувајќи од барање за промена на името, но и за внатрешна демонтажа преку користење на албанците во Македонија. Затоа и присуството на неговиот син Александар Сорос на вечерата, на која Ковачевски и Пендаровски бесрамно и без грам достоинство ги молеле албанците и англо-американските служби да им ги сочуваат фотелите, е доказ повеќе дека следно е прекројување на границите во рамките на така наречен Западен Балкан и да нема заблуди. ЕУ не ја прима Албанија не затоа што не ги исполнила условите, туку зашто крајна цел е промена на границите во нивната атлантистичка зона на влијание, така наречен Западен Балкан. Тоа секако би било потешко за остварување ако Албанија, та дури и Македонија се во Европската Унија. Тоа е крајната цел на глобалистите од Европската Унија и САД. За да исчезнат Македонија ќе направат се, исто како и албанското раководство, кое сигурно повеќе сака голема Албанија отколку Европска Унија, па затоа молчи. Албанија, конечно, е заинтересирана бугарите да влезат во македонскиот устав, со што се отвара врата токму за проектот Голема Албанија. За таа цел ДУИ исто така прави се за да владее со Македонија. Со нивниот сегашен апартхеид во Македонија, каде што едно мало малцинство завладеа со мнозинскиот македонски народ, тие се точно така распоредени во сите институции и тоа по совет на атлантистичките наредбодавци кои однапред точно знаат на која министерска или раководна позиција им е потребен нивни човек за што полесно да можат да го спроведат во дело планот за растурање на Македонија. Во таа смисла, ќе успеат ли ДУИ и СДС во периодот на оваа техничка влада да го протуркаат законот за рестрикции, со што на англоамериканците, пред се мислам на САД и Велика Британија, во иднина во Македонија ќе им овозможат легализиран лов на непослушници на нивните наредби. Белки им нема за тоа овие модерни колонијалисти да се мачат и да користат застарени методи, како што е тековниот судски процес против Додич, председателот на Република Српска, под обвинение дека не ги слушал наредбите на високиот представник на меѓународната атлантистичка заедница и кој му доаѓа нешто како крал на Босна и Херцеговина. Затоа, за полесно, според така наречениот закон за рестрикции во Македонија,
ќе се спроведува преки суд за сите што англичаните и американците ќе ги стават на нивните црни листи. А што ако тој што, например, во САД се огрешил од законот и е ставен на црна листа, нема никакво криминално дело поради кое би можел да биде екзекутиран во Македонија. Ужасна фашисоидност на дело, неспорно. ДУИ и СДС ќе направат се и ќе ги извршат сите наредби само за да останат на власт. Ама знаат дека и самите ќе си врзат пеперутка машна со овој закон за рестрикции. Затоа ДУИ и СДС само глумат дека се за законот за црни листи, оти се свесни дека е прашање дали ќе има време овој собраниски состав да го изгласа, бидејќи им остануваат уште 2 месеца пред да почне кампањата за изборите, парламентарни и председателски. А нема да можат да го протнат со европско знаменце, како што направија со законот на ДУИ, со кој Македонија практично ја претворија во големо казино, наместо да донесат закон со кој се забрануваат кладилниците. Конечно, толку многу им е важен на американците законот за рестрикции овде во Македонија, што американската амбасадорка Агелер отиде да му го честита на Талат Џафери изборот за премиер, како што се вели во соопштението на владата, истакнувајќи ја важноста од неговата улога во демократскиот развој на земјата како прв председател на собранието албанец и прв председател на владата на Северна Македонија албанец во историјата на земјата. Штета што заборавила да ја спомне и неговата улога во терористичката војна од 2001 година како голем почеток за демонтирање на Македонија. Впрочем, како некој друг амбасадор не отиде да му честита лично на Талјат? Толку за денес. Се гледаме наредниот петок. Пријатно!